Од денеска започнува распустот и за основците. Оваа учебна година ја одбележа недостигот на учебници за дел од учениците, губењето часови поради дојавите за поставени бомби во училиштата, но и значајните резултати постигнати на општински, регионални, државни и меѓународни надпревари, кога станува збор за кумановските основци и средношколци. Според податоците на секторот за образование во учебната година што завршува, биле запишани вкупно 10.097 ученици во основните општински училишта, од кои 1070 ученици се во прво одделение. Во средните општински училишта биле запишани вкупно 4126 ученици. Во моментов недостига информацијата колку од вкупно запишаните ученици ја завршиле учебната година, со оглед на тоа што до 2 февруари годинава, согласно податоците на секторот за образование, биле отпишани вкупно 235 ученици од основните и средните училишта, од причина што семејствата се одселиле во странство или во другите општини во земјава. Инаку последниот учебен ден основците го дочекаа нестрпливо, со песна, со планови за летниот распуст и со понекоја шега на сметка на учениците, но и наставниците. Денеска беше весело во сите училишта. Директорката на основното училиште Браќа Миладиновци, Јасмина Спасовска, им посака на своите ученици весел летен распуст со надеж дека наредната учебна година ќе ја започнат во реновирано училиште. За кратко ќе стигне детскиот джагор, значи до септември училиштето ќе биде празно, меѓутоа како едно резиме на учебната 2022-2023 година, општо земено беше тешка година за нашето училиште, со оглед на оние проблеми кои ги имавме со кровниот покривач, меѓутоа еве конечно веќе дојдовме до едно решение, училиштето веќе е во градба на реновирање на кровниот покривач, меѓутоа во текот на летниот период не очекува една убава санација на внатрешноста на училишната зграда и се надевам дека нашите ученици од 1 септември ќе дојдат во едно убаво, реновирано, обновено, варосувано училиште и ќе редат и натаму успеси. Учебната година денеска заврши за 1225 ученици од училиштето Браќа Миладиновци. Во текот на вчерашниот ден и најмалите ученици го прославија крајот на годината со пригодна приредба, а 9 одделенците својата полуматурска забава ја имаа вчера вечер во Охрид, каде што се на екскурзија. Спасовска се гордее со успесите на учениците постигнати во текот на годината. Околу успехот на учениците, значи незадоволна, презадоволна, нашите ученици редеа цела година континуирано успеси. Беа учесници на многу надпревари, имаат освоено многу награди, како на општинско, така на регионално, на државно. И вчера веќе не закитија со многу државни награди, медали по биологија, природни науки, така да навистина сум задоволна и би сакала да им посакам еден убав училишен распуст, каде што ќе имаат убави спомени, ќе ги чуваат љубоморно и нема да ги споделуваат со никого, бидејќи ќе бидат само нивни и трајни спомени. Нас вработените не очекува еден период каде што треба да се направат оние административни работи да се завршат. Свидетелствата оваа година ќе бидат поделени на 27 јуни. Инаку, како што е познато, распустот за средношколците почна пред неколку дена, односно на 9 јуни. За прв пат различно заврши учебната година во основното и во средното образование. Што се однесува до првачињата, во учебната 2023-2024 година во 16 општински основни училишта во месец мај се запишани вкупно 1047 првоодделенци. Од вкупниот број на запишани ученици во прво одделение во основните училишта со објекти на подрачјето на градот Куманово се запишани вкупно 737 ученици, а во објектите на основните училишта на рурално подрачје на општината 310 ученици, информираат од секторот за образование при општина Куманово.